Прилогот на телевизија Кочани за состојбите со градскиот пазар предизвика повеќе реакции меѓу тезгаџиите и граѓаните. Особено во делот на хигиенските услови и на непокриените и неоградени тезги, кои ги изложуваат продавачите и муштериите на промаја, студ и други временски неприлики. На ваквата состојба се надодава јавниот тоалет кој не ги исполнува условите од хигиенско-технички аспект. За ваквите состојби со пазарот коментар побаравме од техничкиот директор на комуналното јавно предпријатие Водовод Александар Евтимов. Се реновираше и централниот тоалет во покриниот дел на базенот. Знаеме во каква состојба беше. Комуналното јавно предпријатие отвори средства и во висина од 500.000 денари го реновираше. Значи што се однесува покрај вандалистичкото уништување на опремата која е секојдневна од страна на несовесни граѓани на општина Кочани, во смисол на уништувањето на инвентарот, урбана опрема, крадење на лим, кое дава една груба слика на пазарот. Што се однесува на вториот дел, кога минеме на другиот дел на пазарот, таму имаме една слика на прифатни објекти, кои се несрекно или срекно изградени на самата река, на течението, кои комуналното јавно предпријатие секојдневно да ги одржува, таму доаѓа до некои работи, иако напомнувам дека не е врска на комуналното јавно предпријатие, него преку надлежните институции треба да се реагира и на собствениците на тие објекти да се ги згрижат, да ги затворат и да, ако не се во употреба, треба да бидат адекватно затворени, не да представуваат извор на жариште. За да се избегнат овие жаришта на зарази, значи околу 70% е веќе избетонирано и во наредните месеци ќе биде 100% избетониран овој дел и сите тези ќе бидат на бетонска основа, со што сметаме дека и оние кои се жалат излагачи на производи кои ги продаваат, ќе биде решен овој проблем. Со цел градот соодветно да го користи градскиот пазар, Евтимов со апел до граѓаните. Не берејќи од одговорноста, сметаме дека и со овој апел мој кој го давам на телевизија Кочани, сметам дека овие појави и пак ќе кажам во соработка со полициската станица, комуналниот ред и представници ќе ги решиме и ги решаваме. Инаку проблемот со градскиот пазар е комплексен и бара соодветен пристап во решавањето. Пред се од аспект на локацијата, просторот, пристапните патишта и влез, потоа бариерите од имотно-правни односи. Врз сето тоа треба да се додаде и фактот дека за целосно решавање на проблемот потребни се големи финансии.